Пешак е тешко повреден, а уште 9 лица се полесно повредени во 6 од вкупно 14 сообраќајни незгоди во изминатото денонокие само во Скопје. Останатите 8 сообраќајки се со последици материјална штета. При спроведените контроли, полицијата презела мерки кон 19 возачи кои возеле со поголема брзина од дозволеното. Двајца возеле под дејство на алкохол, тројца поминале на црвено светло, петмина зборувале на мобилен телефон, а тројца пешачи сториле разни прекршоци. 160 лица во просек годишно го губат животот на патиштата во Република Македонија. 70% од учесниците во сообраќајот се на возраст од 20 до 40 години. Околу 70% од нив се мажи. Човечкиот фактор и понатаму е главна причина за предизвикување на сообраќајните несреќи. Кој е виновен, свеста или законите? Сузана, Фросина, Давид, Иван. Ова се само дел од имењата на животите на природно згаснати на патиштата. Фросина. Во моментот кога со Фросина го поминувавме пешачкиот премин и кога стасавме до половина од зебрата, двете истовремено забележавме автомобил како со голема брзина се наближува кон нас. Се исплашивме и јас направив 2 чекори наназад, а Фросина се затрча нанапред во обид да го помине булеварот, но автомобилот ја стаса. Од ударот летна во воздух. Ова е сведоштво на другарка на загинатата студентка Фросина, која што животот го загуби на булеварот Партизански одреди. Средношколецот 16 годишниот Иван загина додека го минувал пешачкиот премин. Тој го загуби животот откако беше прегазен од джип Volkswagen Touareg. Лекарите во Карил и покрај сите напори не успеа да го спасат младиот живот на Иван. Од силината на ударот малолетникот беше отфрлен неколку метри, а за несреќата при полицискиот увид останаа да сведочат неговите 2 патики. Давид, 13 годишниот Давид загина на Илинденска. Возејќи го својот велосипед се обидел да го премине пешачкиот премин кога го покоси автомобил. Давид загина на самото место. Во тешка сообраќајна несреќа загина и малечката Матеа. Несреќата беше во скопската населба Хром. Загина девојчето на возраст од 11 години. Матеа ја преминувала улицата на зелено на пешачки премин. Камионот ја прегазил на пешачкиот премин. Верувајте ми, честен судија, никогаш во животот не сум помислил да повредам некого. Тоа ангелче требаше да преживее. До гроб ќе го носам ова со себе. Не успеав да ја видам, не знам како и не знам зошто се случи ова. Би го заменил незиното место и јас би легнал на незиното место. Срцето би го откорнал само за да можам да ја вратам. Која казна и да ја одредите? Јас ке страдам цел живот. Ова се зборовите на обвинетиот за време на судењето кој што го возеше камионот кога ја прегази малечката Матеа. Една загрижувачка анкета на Републичкиот завод за безбедност во сообраќајот вели дека на прашањето колку ја пречекорувате максималната дозволена брзина додека возите, со никогаш одговориле само 14% од возачите. 20% од возачите одговориле често го прават тоа. Секогаш одговориле 3%, а 63% тоа го прават ретко, но го прават. На прашањето дали сте го управувале возилото под дејство на алкохол, 85% од возачите изјавиле дека некогаш имаат управувано моторно возило додека биле малку под дејство на алкохол. Од овие 5% кои тоа го прават често, според статистичките податоци, треба да знаат дека младите од 20 до 29 години се најчестите жртви во сообраќајни несреќи кои настанале поради управување на возило под дејство на алкохол. Најзагрижувачки податоци во целото ова истражување е податокот за користење на мобилен телефон за време на управување со моторно возило. 63% од возачите го употребуваат својот мобилен телефон додека се зад воланот. Во јануари 2016 година, ова го вели црната статистика, во сообраќајни несреќи во Македонија загинале 11 лица. Во февруари загинале 8, а во март 16 или вкупно 35 лица го загубиле животот само од почетокот на оваа година. Според статистиката, пешаците се најранливата категорија учесници во сообраќајот. Сето ова во последните 2 години во Македонија вели дека се случиле 7500 сообраќајни несреќи со повредени лица. Ова се само дел од високата црна бројка и статистика на загинати во сообраќајни несреќи. Токму затоа, тема во вечерашното отворено студио – живот згаснат на пат. Кој е виновен? Совеста, законите или патиштата? Десет сообраќајки за едно денонокие, 6 мина повредени, 2 жртви. 33 сообраќајки за викендот, 5 мина го загубија животот. Ова се секојдневно насловите во медиумите. Бројките од полициските билтени не се само статистика.
Фросина, Иван, Матеа, Давид, Сузана и уште стотици други животи кои изгаснуваат на македонските патишта се нечии деца, мајки, сопруги, татковци, кои излегле од дома и не се вратиле. Загинале поради нечие невнимание, нечие брзо возење или пак испиен алкохол. Нивните најблиски бараат правда. Нивните солзи и плач повикуваат на освестување кај останатите возачи. Но колку тугите трагедии допираат до граѓаните, кога ќе седнат зад воланот и ќе тргнат низ градската џунгла. Стискајќи на педалата за газ, за момент ги забораваат сликите на младите луѓе, легнати на пешачки премин или пак покрај својот велосипед, додека над безживотните тела, солзи ронат нивните најблиски. Бројот на сообраќајки наместо да се намалува расте. Од 130 загинати во 2014, бројката лани пораснала на 148 жртви. Годинава, првите 5 месеци, загинале 54. Но пред нас е летото, кога ризикот и опасноста е многу поголема. Граѓаните одат на одмори и на викенди, патиштата се преполни со возила, а температурите превисоки, па бројот на сообраќајки расте. Најчесто црните точки се на автопатот Скопје-Гевгелија. Многу животи изгаснаа по клисурите, кај Велес и Демиркапија. Слушнавме за многу трагедии на семејства од Србија и Македонија, кои одеа кон Грција, заморени од долгиот пат или пак од ризичните претекнувања. Одморот кобно им заврши пред да им започне. Затоа, главната порака и ова лето е: на секое патување најважно е да се стигне здрав и жив до саканата дестинација. А секој ден од годината возете како секој дете на улица. Назад сме во студиото на телевизија Нова. Вечерва имаме, за жал, црна тема, но тема за која што ќе разговараме дека постојат шанси да се подобри ситуацијата во Македонија. Пред да ги представам моите гости вечера во студиото, само ќе кажам дека со 79 загинати лица во сообраќајни незгоди на 1 милион жители во 2012 година, Македонија била рангирана како 15 од 28 земји членки на Европската Унија, односно некаде во средината, и на тој начин била на граничната линија помеѓу земјите членки и земјите кандидатки во однос на црната статистика. Но Македонија исто така е една од ретките земји кои што има не една, туку дури две национални стратегии за намалување на бројот од жртвите во сообраќајни несреќи во земјата. Токму затоа вечерва во студиото имам луѓе компетентни кои што ќе може да разговараат и да одговараат на прашања од оваа тема. Кој е виновен за сите овие сообраќајки? Да ги представам прво моите гости, професор Миле Димитриовски, кој што е еден од авторите на Националната стратегија на Република Македонија, Ристо Манчев, кој што е секретар во Републичкиот совет за безбедност, и професор Зоран Јошевски, со кого малку ќе продискутираме околу сите оние законски решенија кои што би требало да бидат еден вид страв за возачите, ако не сакаат ради себе и ради совеста, барем ради джебот, да не прават прекршоци и да некој живот може би поштедат на тој начин. Господин Миле, ќе започнеме со вас. Имаме веќе две стратегии. Стратегиите предвидуваат намалување на бројките на загинати и на воопшто на сообраќајни несреќи во Република Македонија. Како стоиме со она што го направивме од првата стратегија која што беше до 2014? Дали сте задоволни, исполнивме ли она што предвидовме, ги намаливме ли бројките за оноку колку што требаше? Добро, за да не разберат погрешно, има една важечка стратегија, значи не се две паралелни, една од 2009 до 2014, а потоа втора, која што се надоврза на првата, 2015-2020. Првата стратегија беше провоцирана од тоа дека сите земји на Европската Унија мораат да направат стратегии и тоаш беше поставена релативно висока цел во сите држави, дека бројот на жртвите во сите држави на Европската Унија мора да се намали за 50%. Следејќи ги тие трендови, во првата македонска стратегија беше нагласено дека треба се направат напори да се смали бројот за 50%. Но се покажа многу брзо дека ниедна од европските држави не успеа да ја оствари стратегијата. Таа беше остварена со 26 или 27% и потоа се дадоа препораки да се иновираат стратегиите, да се локализираат зависно од условите во државите и секоја држава да предвиди реална стратегија која што ќе може да ја оствари. Така сега, ако во првата стратегија беше предвидено 50% намалување на бројот на жртвите, да речеме од 180 на 90, тоа Македонија не успеа да го направи, не успеа ни една друга држава.
А во втората стратегија се предвидува дека бројот на жртвите би требал да се намали на просекот на жртви на Европската Унија, но она што за нас беше многу значајно, целна група да бидат младите, бидејќи тие по неколку основи се голема загуба за државата, потоа да се направи чекор кон младите и со многу благородна цел дека во сообраќајот нема да има деца жртви учесници во Така, тоа сообраќајот. сакав да потенцирам овде во вашата стратегија, велите дека треба да се намали бројот на деца жртви на нула. Да, значи целта нула, целта стратегија нула е исто така во многу држави една висока цел која што кажува посакувана цел од која што ние нема да се откажеме, никој нема да се откаже од тоа. Ако е целта нула, тогаш ние нема да бидеме задоволни кога и едно дете ќе има. И две, значи секогаш велиме дека zero victims постојат такви стратегии и ние тоа го преземавме и мислиме дека тоа е возможно да се направи, а како тоа може да се оствари, националната стратегија има неколку чекори во кои што кажува кои се сите елементи на таа стратегија за овие до 2020 година, кои се треба да учествува и на каков начин тоа треба да се разбира. Главна улога во тоа има Републичкиот союз за безбедно сообраќај на патиштата, но во оваа стратегија многу, дури и секој граѓанин е задолжен според оваа стратегија да даде свој придонес во безбедно сообраќај на патиштата. Кога сме кај Републичкиот союз за безбедност во сообраќајот, господине Манчев, вие сте една од ретките, да не речеме, организации и институции кои што постојано имате активности на ова поле и кои што направивте кампањи кои навистина има голем одек. Дали сте вие задоволни, дали навистина овие кампањи допринесоа за ете малку да се зголеми свеста, бидејќи во изминатата година беше страшна. Имавме многу случаи на немили сообраќајни несреќи, жртви, млади жртви, меѓутоа сега се чини малку и повеќе слушаме за овие работи, осудата е поголема, заедницата поостро реагира на сите оние возачи кои што нели поради алкохол, невнимание, лудило предизвикуваат жртви. Задоволни ли сте? Да, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата континуирано реализира кампањи насочени кон различни целни групи на учесници во сообраќајот и кон различни ризик фактори кои што ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Овие кампањи секако дека даваат резултат, меѓутоа она што е крајниот резултат, она што сакаме да видиме сите видливи ефекти, секој за тоа е потребно време и континуитет во работата. Самиот процес на промена на навиките и културата на однесување во сообраќајот е еден бавен процес кој бара време и како што веќе истакнавме, континуитет во работата и ние токму тоа го правиме. Исто така, погледнато од долгорочен аспект, водејќи се од фактот дека токму факторот човек е доминантна причина за предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици, ние токму затоа посебно внимание посветуваме на децата и најмладите се со цел тие сообраќајни навики, таа култура на однесување во сообраќајот да се учи и гради од најмали нозе, така што со текот на времето очекуваме да добиеме вака една генерација која што ќе покаже повисоко ниво на култура на однесување во сообраќајот. Мора да забележам, иако можеби многумина ќе ми замерат, дека ние сме, да не речам, малограѓани во однос на сообраќајна култура што се однесува до Европа и до светот. Кај нас е фраерски да не ставиш каиш, односно фраер не става каиш, другите ставаат појас за овако и возиш брзо, заобиколуваш семафор кога е црвен за да не го чекаш и така натака. Тоа кај нас е некако не само пожелано, него тие луѓе се добри возачи, овие другите не се деме. Да, за жал можам да кажам дека се сложувам во тој дел со вас. Еве би сакал да истакнам само еден пример, моје лично искуство, кој што можеби не е позитивен, меѓутоа е реален. Имавме една ситуација, например, кога престојав во една од западноевропските земји и гледам ноќе во 12 часот лице под дејство на алкохол, кога на улиците нема сообраќај, доаѓа до пешачкиот семафор, до крстосницата, чека да светне зеленото светло да помине и покрај тоа што нема сообраќај. Еве лично пред неколку дена имав ситуација кога пред мене на црвен пешачки семафор возрастна господја го турка количка со дете на пешачкиот семафор. Лично се обидов црвено. А светлото црвено се обидов да ја укажам, меѓутоа секако разбрањето е мало. Она што сепак сметам дека треба време, култура, етика,
градење на тие навики. Наша цел е да изградиме еден систем на општествени вредности во кој што таа култура на однесување во сообраќајот ќе заземе на доста Да го високо. судуваме она што треба да го судуваме наместо да го фалиме, нели така? Да биде фраерски да ставиш појаса, не да не ставиш појаса. Секако дека не очекуваме дека преку ноќ ќе направиме промена на навиките и културата на однесување во сообраќајот, меѓутоа тоа треба време да се случи. Едукација на децата, засилување на едукацијата во образовниот процес и секако сметам дека особено е важно и личниот пример кој што го дават возрастните на младите деца. генерации. Би сакал да истакнеме во оваа прилика еден негативен пример. Кај нас многу често гледаме голем број на млади кои возат на скутери. Родителите им обезбедуваат на децата мопеди, без при тоа да се трудат да ги задоволат нивните желби и потреби, без при тоа да водат сметка дали тие деца имаат соодветна обука, дали тие мотори ги задоволуваат стандардите за безбедност, дали користат соодветна опрема за пасивна заштита. Значи, секогаш се води од некои други цели, а она што е клучната цел, заштита на здравјето и безбедноста, некој го ставиме на крајно место. Најважното го ставаме на страна, додека не биде предоцна, па после да жалиме. Господине Јошевски, кога веќе говориме дека за кампања и на убав начин подигнување на свеста треба многу време, има една работа која што малку побрзо може да ни ја дотера свеста до паметата, тоа е кога ќе не удрат по џебот, односно казните. Во Македонија имаше неколку измени на законите, кои што беа и многу критикувани, а беа и фалени. Сега, богами, дури се казнува и изборување со мобилен телефон, не ставање појас, се казнува, тоа влезе во законот доколку се нема седиште за дете под 12 години или како беше така задолжително седиште за дете. Дали е законот доволно строг во овој момент? Така, видете вака, дефинирањето, значи, на правилна, коректна законска регулатива и дефинирање на одредена казнена политика може да придонесе во делот на унапредување на безбедноста во сообраќајот, но не треба да се залажуваме дека само преку законска регулатива ние можеме да постигнеме одредено подобрување на состојбата поврзана со безбедноста во сообраќајот. Точно е дека од 2007-2008 наваму имавме многу измени на законот за безбедност. Минатата година имавме целосно нов закон за безбедност во сообраќајот, во кој што законодавецот лоцирал одредени проблеми во сообраќајниот систем и дефинирал одредени законски решенија со кои што смета дека ќе ја амортизира таквата состојба во поглед на одредени аспекти. Вие спомнавте некој од нив, значи во делот на користењето на мобилен телефон и претходниот закон предвидуваше значи санкции. Акцентирано е во делот дека мобилниот телефон не sme да се користи за време на управување со моторно возило. На почеток многу студии зборуваат дека е штетно користењето на мобилен телефон, па се насочуваше повеќе вниманието колку возачот е колку дел од своето внимание возачот го насочува на мобилниот, а не на сообраќајната ситуација и така натаму, но она што сакам да го потенцирам во последниве години што загрижува, тоа е фактот на тоа што голем дел од возачите користат смартфони за текстираат за време на возење, пребаруваат преку интернет, апсолутно користат дел од социјалните мрежи за време на управување со моторно возило, точно. Значи, премногу голема храброст, јас би рекол дрскост, да за време на управување со моторно возило, кое што е една доста сложена активност, да може да се троши дел од своето внимание токму на користење на смартфоните. И тоа загрижува голем дел од сообраќајните незгоди, каде што причината е неразјаснета, ќе речам, може да се припиши токму на користењето на овие мобилни телефони и смартфони. И токму поради тоа имаше тука одредени измени во делот на казнената политика, во делот на користењето на системите за пасивна безбедност, сигурносните појаси. И она што вие го споменавте, детските седишта, точно така, со новиот закон веќе се дефинира одредба каде што деца до 5 годишна возраст кои што седат на задните седишта треба да бидат во соодветно детско седиште, или деца кои што седат на предно седиште до 2 годишна возраст, доколку возилото нема систем на воздушно перничи или е исклучено, може да се превезуваат со тоа што треба да седат во спротивен правец од движењето на возилото и да биде детското седиште да биде поврзано со појасот во 3 точки.
во тој дел имаме новина. Јас ќе кажам и претходно во Република Македонија, покрај тоа што немавме законска обврска за детските седишта, ние бевме сведоци на голем дел од младите родители, значи беше одредена изградена свест, односно правилни ставови и навики по однос на овој аспект и користеа детски седишта. Сега го акцентираме дека сите треба да го користат. Тоа не е, значи не се работи да биде некој казнет, се работи за сопствената безбедност, пред се безбедноста на нашата иднина, на нашите деца. И во тој дел тука предвиде законодавецот и ние го поздравивме тоа како Републички совет за безбедност и сметаме дека ќе придонесе за остварување на целите за кои што збореше професорот Миле Димитровски, а тоа е да имаме да се намали страдањето на децата во сообраќајот, односно да имаме 0 жртви во сообраќајот до 2020 година. Ако гледаме како децата страдат низ повеќе аспекти во сообраќајот. Најчесто страдат како пешаци, но страдат многу често и како сопатници, како возачи на мопеди, како велосипедисти. И токму сметаме дека доколку се применува ова законска одредба, односно се почитува оваа законска одредба, дека страдањето на децата ќе се намали во тој дел. Значи, здобивањето со тешки телесни повреди, со фатални повреди ќе биде намалено, а тоа го зборуваат и сите студии, значи, кои што се однесуваат на користењето на детските седишта. Понатаму имаме и многу низа нови квалитативни измени во законот, односно во новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата во Република Македонија. Еве, значи да не должам многу, би ги споменал делот на прогресивното казнување во делот на непочитување на максимално дозволената брзина на движење. Понатаму квалитативна измена, значи сега е 50. Точно тоа сакав да споменам, значи максимално дозволената брзина во населени места се смалува од 60 на 50 км на час, максималното ограничување, со тоа што доколку одредени сообраќајници го дозволуваат тоа, може да се ограничи со сообраќајен знак на повеќе, но не повеќе од 70 км на час. Генерално на 50 км на час. Ова сметаме дека ќе биде во насока на подобрување на безбедноста на ранливите категории на учесници, бидејќи во последните години од она јас што го следам во делот на безбедноста на сообраќајот, имавме значително зголемување на бројот на жртви во населени места. Ако знаеме дека сообраќајните незгоди на отворени патишта, односно надвор од населени места се случуваат со поголеми брзини, логично било да се очекува таму ќе имаме повеќе жртви. Но за жал бројот на сообраќајни незгоди ни се зголемува во населените места, а и жртвите ни се зголемуваат во сообраќајни. Сметаме дека со ваквото намалување на максимално дозволената брзина ќе помогнеме најмногу во заштита на ранливите категории на учесници, децата, пешаците, велосипедистите, мотоциклистите. Видете, ние сега во оваа фаза обезбедивме одредени од аспект на закон. Обезбедивме одредени претпоставки. Сега следува значи она фаза кога според мене најтешка фаза не да донесат, да се почитува. Видете, и најлошиот закон под наводници доколку се почитува дава резултати. Разбирате, ние кога сме кај тоа, дури камерите кои што беа поставени на крстосниците, дури ова новите измени сега дека и сообраќајната полиција ќе снима кој што треба дупли ефект да донесе тие измени во законот, велат дека стравот лозје чува, не џабе, кога ќе се има камера, кога ќе се има страв од казна, можеби ќе се намали брзината кога знаеш дека следи крстосница каде што има камери. Токму на оваа тема истражуваше и телевизија Нова, многумина од луѓето мислат дека камерите да снимаат ставени се само за страв, никому не му стигнала казна, како што тоа знае во светот да стигне сликичка, да те слика камерата и само да ти дојде според регистрацијата на домашна адреса казна. Ќе го вклучиме во живо овде колегата Ѓорѓе Камов, кој што во овој момент е на терен на некој од скопските раскрсници, гледа како се однесуваат возачите. Ѓорѓе, ти имаш комплетната информација околу камерите, неколку дена истражуваше на оваа тема, повели, што откри? Така ни семафори со камери 24 часа, 7 дена во неделата ќе ги ловат возачите кои што сториле сообраќајен прекршок, но исто така и ќе вршат надзор над безбедноста на сообраќајот на скопските улици. Од МВР, кој што е иницијатор на ваквиот проект, изјавија дека покрај тоа што веќе во Скопје на дел од раскрсниците на главните булевари, партизански одреди, во аеродром и во централното градско подрачје се поставени ваквите камери. Исти такви камери ќе бидат поставени и во помалите градови широм државата, токму за да се спречи ваквиот инциденти, ваквите несакани действија до кои што доаѓаат најчестото несовесно возење и управување со
моторното возило. Сведоци сме дека во изминатиот период голем број на сообраќајни несреќи се случуваат токму поради зголемената брзина на движење, а исто така знаеме дека има и многу настани во кои што жртвите биле пешаците, кои што исто така не ги почитувале поставените сообраќајни сигнализација. Така да во овој случај не само возачите, туку и пешаците ќе бидат опфатени во овој проект, што значи дека и пешаците се она група која што треба да внимава токму од ваквите поставени камери. Ние истражувавме на ова тема и покрај тоа што МВР и имаше информација дека од 1 јануари официјално ќе започнат во функција овие камери, се уште не добивме информација дали на некој од возачите дома му пристигнала честитка поради неправилното управување со моторното возило. На МВР на YouTube каналот имаш и видеозапис на кој што јасно се гледаше како полицијата ги фотографирала возачите кои што ги паркирале или пак управувале со возилото на несоодветен начин и не ги почитувале поставените сообраќајни сигнализации. Имаме подготвено и прилог на ова тема, во продолжение еве повеќе информација околу ова. Што имаат заедничко поставените стапици за брзо возење, камерите на семафорите и фотоапаратите? Сите овие работи низ целиот свет представуваат големи извори на приходи за државата и локалните власти, но никој не го покренува прашањето на бројките околу сообраќајот, колку е побезбеден со поставување на вакви апарати. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија постави камери на семафорите низ Скопје, за кој имаше најава дека од 1 јануари ќе почнат со работа. Овој проект има две функции: едната да превентира, а другата да истражува за документирање на сообраќајни прекршоци и кривични дела. Светските искуства говорат дека овие камери позитивно ќе влијаат на возачите и на пешаците, повеќе да внимаваат на своето движење. Таксистите пак говорат дека камерите ќе ја подобрат дисциплината на возачите и дека кога возачите ќе знаат дека се снима, секој ќе си биде полицаец на сам себе си и дека нема да му треба никаков луксус да поминува на црвено и да запира каде што ќе му падне на памет. Но како ќе функционира овој систем? Според МВР, на фотографијата што ќе ја снимаат камерите јасно ќе се гледа локацијата, времето и регистрацијата на автомобилот. Фотографијата ќе се испраќа до командниот центар на МВР, а заедно со видеозаписот и фотографијата, полицијата ќе прави записник за казна за сторениот прекршок и ќе им го испраќа на домашна адреса на собственикот на возилото. Во Скопје се предвидува на крстосниците да бидат поставени 50 камери и 47 нови семафорски контролери. На социјалните мрежи веднаш се појави информација околу локациите на кои возачите ќе треба да внимаваат. Булеварот Партизански одреди во близина на зградата Тифани, исто така на булеварот Партизански одреди на раскрсниците со Рузвелтова, 8 септември, Никола Парапунов, надвозникот Влајко во населбата Влае, како и на булеварот 11 октомври и Јане Сандански во аеродром. Полицијата уште минатата година објави дел од фотографираните возачи додека праваат сообраќајни прекршоци. За среќа од тогаш до сега, се уште никој не се пожалил дека дома му стигнала казна за сторениот прекршок од полицијата. Ѓорѓе, го чувме прилогот и во прилогот спомена дека на социјалните мрежи како предупредување се ставаат локациите на камерите во смисла пазете луѓе за да не ве казнат, а не внимавајте луѓе за да заштитите пешаци или да го сочувате својот и тугиот живот. А неочигледно во нашата држава и така функционираат работите. Секој најмногу се плаши, најмногу паѓа на казна, така да кога ќе започне да функционира овој проект и дали ќе биде во корист и на возачите и на пешаците, тоа останува да видиме, но светските искуства говорат дека голем број на сообраќајни несреќи бројот на сообраќајни несреќи се намалил токму поради ваквите камери што се поставуваат на семафорите во централните градски подрачја. Ти благодарам за ова вклучување во отворената студија на телевизија Нови за истражувањето кое го направи. Ние ќе се вратиме со гостите да предискутираме на оваа темата камерите, снимањето на раскрсниците, но и снимањето од страна на полицијата, најновата измена, но прво одиме на реклами.
Назад сме во отвореното студио на телевизија Нова. Сакам овој дел да продискутираме за камерите. Прво, зошто камерите не ни работат? Дали сме ние премногу фини, па се уште испраќаме само опомени и ги вклучуваме од време на време. Например, во Белград ова функционира и веќе честитки со години назад пристигнуваат на адреса, да не зборуваме за поголемите европски градови и метрополи. Зошто ние се уште не ги активираме камерите? Предпоставувам дека има одредени законски пречки во однос на примената на прибраните докази со систем на камери во град Скопје. Посебно законски пречки во делот на заштита на приватноста на граѓаните и така натаму. Јас како лице кое што работи во делот на безбедноста никогаш не би можел да оправдам дека многу побитна ќе биде приватноста во однос на човечкиот живот. Значи, зборуваме за човечки живот. Ако гледаме од аспект на безбедност, Скопје, односно секторот, она што го покрива секторот за внатрешни работи во град Скопје, најголем дел од сообраќајните незгоди се случуваат токму тука. И на пешачки премини, што е најбитно, половина од... Апсолутно. И во таа насока не би се служил дека во Скопје чинам имаме систем, двоен систем на камери, еден оној што го контролира и што го има поставено Министерството за внатрешни работи на дел од крстосниците во градот, а дел го има Центарот за управување и контрола на сообраќајот или така наречен ЦУКС, кој што се користи за управување и контрола на сообраќајот во град Скопје, односно за менаџирање на сообраќајните токови. Сега, системот на контрола на сообраќајот со примена на камери се покажува како еден од најделотворните, бидејќи во секое време и во реално време точно се следи сообраќајната ситуација. Јас секогаш и во други прилики сум зборувал дека она што недостига кај нас во делот, ние можеме да зборуваме недостаток на сообраќајна култура и така натаму, но сметам дека имаме недоволна контрола на сообраќајниот систем. Чинам дека нема некој друг систем, било каков процес, технолошки и така натаму, што толку е слободен, оставен значи на човекот самиот да процени како ќе се однесува. Значи, во сообраќајот, вие можете дури и да има одредена полициска контрола, веднаш им се јавува на останатите учесници дека на тоа место има сообраќајна контрола, која што евидентира брзина. Внимавајте тука точно. Само. Тоа е, значи, тоа е веќе недостаток на свест. Тоа е недостаток на култура. Збореше секретарот на Републички совет во однос на кампањите. Вие можете да направите многу кампањи, да се обратите до многу категории на учесници во сообраќајот, да осмислите сет на мерки кои што ги преземате во делот на подигнување на свеста. Но ако не се промени свеста, ако не се промени културата, апсолутно ние ништо не можеме да речеме во делот. Јас не сум некој вичен возач, сум возач, меѓутоа не сум некој вичен возач, но веќе ги знам оние правила кога возиш на автопат, ако има полициска контрола, дека треба да му блендираш на со возач до другата страна кој што доаѓа за да ја намали брзината, и тоа е прифатено и не е само кај нас. Тоа е секаде во светот и ќе се поднамали брзината тука пред полициската контрола пред радарот, а потоа повторно. Меѓутоа многумина велат дека тоа е затоа што законите не се реално направени, односно дека 120-130 километри на автопат не е доволно, дека еве има земји кои што се како Германија или други каде што имаат многу поголеми односно дозволи за немаат ограничување како кај нас. И дека сето тоа се прави токму поради тоа бидејќи законите се само да те вмрежат, а не да ти помогнат. Не би се сложил во однос на тоа дека треба да се дозволи поголема брзина. Еве сега со новиот закон за безбедност се дозволува на автопат 130 км на час. Внимавајте, значи ако имате факт, односно брзината непочитувањето на брзината на движење се наметнува како круцијална во најголемиот дел од сообраќајните незгоди со смртни последици, или со други зборови 1/3 од сообраќајните незгоди со смртни последици отпаѓа токму на непочитување на брзината на движење, односно управување со недозволена и неприлагодена брзина спрема условите на патот. Тогаш излишно би било да зборуваме дека ние треба да дозволиме no limit или нема граница на нашите патишта. Без што стануваме само на совест. Апсолутно. Ние кога имаме одредени, значи законски ограничувања, имаме флагрантно кршење на брзината на движење, доволно е во градот Скопје од 7 октомври наваму кога стапи на сила новиот закон, брзината во Скопје не е 60 како што беше претходно, туку е 50 км на час и тоа е назначено на сите влезови во Скопје. Ретко кој го почитува тоа ограничување. Замислете на други сообраќајници да дозволите да нема граници или да се остави на свеста на возачите.
претходно би требало можеби да се работи на промена на свест, а за промена на свест, рече секретарот, треба генерации да се променат, треба време, не можеме ние да очекуваме преку ноќ само со некоја репресивна политика, не знам, со законски измени, со посериозни казнени. Јас не сум приврзаник на репресивните мерки, повеќе сум на превентивните мерки и доаѓам и од таква институција и сметам дека треба да работиме еден процес за промена на генерација, односно на свест. И најдобра генерација тоа се дечињата од 6 до 14 годишна возраст. Во повеќе наврати тоа сум го зборел. Значи дечињата на оваа возраст се градат како личност, градат правилни ставови, навики, сваќање за одредени аспекти во човековото живење, тука спаѓа и сообраќајот. И треба да работиме, па после одреден период да очекуваме одредено подобрување. Точно, од тука да тргне, но мора од една генерација да тргнеме. Ние како Републички совет работиме. Низа од кампањи или најголемиот дел од кампањите се однесуваат на младите. Сметаме дека таа е генерацијата, но оваа генерација па која што не е опфатена со овие кампањи, мора да биде некако контролирана и токму тука делуваат и овие репресивни мерки кои што имаме одредени благи за острување со новиот закон за безбедност. Рековте дека не сте против репресивни мерки, но се чини дека некако во менталитетот на македонецот е да гледа да ги заобиколи казните, па дури имавме и голем степен на криминал од страна на сами полицајци кои што злоупотребиле службената должност и наместо казна ќе се стават неколку илјадарки во джеп. Во тој дел снимањето на камерите, иако првично многу беше со зид пречекано од повеќето луѓе и рекоа дека ете тоа е уште една репресивна мерка, полицијата сега и ќе ве снима. Од друга страна, многу од експертите ја поздравија оваа одлука затоа што ќе има двојно дејство од една страна поели. Значи вака, почнувајќи од 1 јули ова година, значи ова лето, во Република Македонија во Министерството за внатрешни работи се применува еден проект кој што носи наслов мобилен систем на снимање со камери. Станува збор за вградени камери во униформата на полицискиот службеник и целта на вградувањето на овие камери не е насочена, цел не се граѓаните, туку целта е да се обезбеди заштита на правата на граѓаните. Едноставно преку овој систем на вградени камери всушност се загарантира дека полицајецот ќе ја почитува процедурата и властувањето кои што му се доверени согласно закон. Нема прекршоци кои што всушност и не постоеле, така? Значи една од доминантна перцепција кај нашите граѓани дека полицијата казнува селективно и најчесто кога било кој од граѓаните ќе се најде во ситуација да биде санкциониран, бара да биде амнестиран со изговор дека не се Чиче вујче стрине и така дека не се санкционираат сите. Токму затоа, значи имплементацијата на овој систем ќе доведе до враќање до зголемување на довербата на граѓаните во работата на сообраќајната полиција. Преку овој систем всушност полицајецот ќе ја сними постапката, ќе се избегнат можности за корупција, можности за ургенција, ќе се врши постојан надзор на снимениот материјал од страна на овластени службени лица, а снимениот материјал ќе биде употребен исклучиво доколку постои поплати од граѓаните за несоодветно постапување на полицајецот. Има доказ дали било така или не? Исто така ќе биде снимениот материјал ќе биде предмет на следење и анализа од страна на надредените лица со цел да се утврди дали полицискиот службеник ги Дали пиел кафе во некој кафуле или навистина врши дали работи согласно стандардите. Сметаме дека имплементацијата на овој систем ќе придонесе за јакнење на довербата, а исто така очекуваме и да придонесе кон побезбеден сообраќај. Исто важно е да напоменеме дека овој систем се имплементира со подршка на американската амбасада и истиот е имплементиран во Америка, од каде што е утврдено во Соединетите американски држави, од каде што е утврдено дека бројот на жалби од страна на граѓаните е намален за повеќе од 60% во рок од една година од имплементацијата на системот. Така. Очекуваме со тоа, значи, граѓаните да изградат поголема доверба кон работата на сообраќајната полиција. Кога сме ке снимањето, русите потидоа и чекор понатака таму, па и самите автомобили мораат да имаат камера која што снима пред себе, па ни се случува често на YouTube да видиме токму инсерти од сообраќајки од незгоди на патот токму од тие камери. Што вели нашата стратегија? Кои се оние мерки кои што ние ќе ги превземеме? Кој е фокусот? Дали ќе биде тоа подобри патишта, дали ќе биде свеста и совеста на возачите, обид за подигнување, законите, каде се фокусираме ние како Македонија? Значи, разговор тргна у вака интересна насока, како да е полицијата таа која што е се што треба да се случи во сообраќајот, сепак таа е само на почетокот и на крајот од процесот.
За да се направи оваа стратегија бе консултирани околу 20 на стратегии и од државите кои што се понапред од нас, од државите кои што се поназад од нас, беа оценували менталитетот на граѓаните, потоа беше дури и местоположбата на државата, температурите и така натаму. Значи, во тие 8 години се обидовме ние оваа стратегија да локализира македонското однесување, македонската полиција, македонските патишта и така натаму, да не биде абстрактна стратегија за која што сме ја презеле, а таа да не може да биде направена. Значи, во принцип, ова за кое што зборувавме, полицијата, кажуваме на почетокот на процесот и на крајот на процесот, меѓу тие два има три важни елементи: едукација, превенција и дури потоа казна. Само казната или само законот или само свртување на подрачјето во законот кој што зборува за однесување на полицијата, дали е таа честна, дали си ја врши својата работа, дали правилно постапува и така натаму, не е решение за безбедност сообраќајот. Тоа е само еден сегмент кој што може да помогне. Ние сметаме и Републичкиот совет има таа задача да се посвети на едукација. Едукацијата, зборот кампања кажува дека е кампањско, дека нешто се прави од време на време и заради тоа чинителите кои што ќе го напредат безбедност сообраќајот во светски рамки се 5. Првиот чинител е патот, инфраструктурата. Вториот чинител е менаџирање со патната инфраструктура, како што рече колегата Јошевски, дека во Скопје имаме центар за управување на сообраќајот кој што во зависност од динамиката ќе го пренасочува, ќе го забрзува, ќе успори така и на тој начин ќе придонесе со безбеден дел. Потоа е возачот како најкомплексната единка во сообраќајот на која што треба да упатиме многу елементи. Значи не зборувавме ние за агресивното возење, не зборувавме за деца, не зборувавме за агресивното однесување на пешаците, на пешачките преминиоти, за однесувањето на велосипедистите кои што немаат возачки дозволи за велосипед и така. Значи еден комплекс каде што човекот со неговата етика, култура, однесување и воспитување може да биде главната карика за воопшто полицајцот да не се појави. Ако се друго е во ред, полицајцот нема ни да се појави. Така. Нема да има потреба. Потоа зборуваме за возилото и многу производители на возилата се обидуваат да направат такво возило со толку многу електроника, што во определен момент воопшто нема да биде зависно од возачот. Сите елементи ќе бидат така подредени, забрзувањата, пречекорување на брзините и последното е здравствената служба, разместувањето на местата за помош и брзината на делување на здравствените работници во случај на сообраќај. Од овие 5 елементи, секој ќе си ја превземе својата одговорност. Се разбира дека граѓаните најмногу сметаат дека е полицијата таа што треба да ги спречи несовесните, да ги казни несовесните, а овие останатите да ги остави во сообраќајот така како што се. Но ние мислиме дека временски за овие 5 години на сите 5 полиња треба сериозно да се делува. Што во овој сегмент сметаме дека недостасува? Тоа што се менува законот, тоа е навистина добрата насока во која што се обидуваме преку последната пречка, преку казната, да ги вратиме граѓаните на тоа што се вика етика и превенција. Превенцијата со камерите може повеќе да помогне отколку испраќањето на казни на домашна адреса. Но тоа што недостасува се граѓанските асоциации, невладните здруженија, кои што во својата програма првенствено ќе се однесуваат на безбедноста, унапредување безбедност сообраќајот. Во Македонија, кој што знаете, има многу невладини организации. Сега зборуваме за 2000, 5000, не е важно колку. Така, ги има многу, но нема ниедна од нив на која што целна група или вистинско действување е безбедност на сообраќајот. Во земјите во кои што проучувавме, дури постојат граѓански здруженија на семејства на жртвите во сообраќајот, кои што се најсилното оружје или најсилните борци во подобрување на законската регулатива, дури со нивните иницијативи, според негативните примери што ги имаме во своите семејства, вршат силно дејство не само на законодавецот, туку и општо на возачите. Тие учествуваат во училиштата, учествуваат во јавни... Значи, во овој момент ние имаме многу невладени здруженија кои се занимаваат со некои други прашања, а
а ова прашање го оставиле Го малку на оставиле страна. нас. Затоа стратегијата во себе содржи многу елементи, 20-тина, еден од тие 20-тина е ова за кое што го почнавме разговорот, а сите останати за кои што допрва треба секој од нас да стане активен учесник во безбедно сообраќај е нешто што треба со многу вакви емисии, со многу вакви разговори и на многу полиња. Едно од само уште една реченица би сакал, едно од прашањата за кои што ние зборувавме беше дали можда не е добро првиот академски час на универзитетите да почне со безбедност на сообраќајот на патиштата. Да видиме колку има загинати млади, вие велевте се чаламат без појас и така. Дали можда треба да ги упатиме на правилно паркирање? Дали на пасивно однесување и така натаму. Значи, младите академски граѓани да станат носители на етичкото однесување во сообраќајот и со својот пример понатаму да делуваат и во текот на својот живот и на својата околина и на тој начин полицијата можеби во идеален случај нема да ни биде воопшто потреба. Ние кој викаме во идеален случај да нема ни едно дете жртва во сообраќајот и во идеален случај полицијата да нема никаква работа во сообраќајот, се да се одвија така како што претходно сме го замислиле. Кога сме кај она што е се битно, односно сите сегменти кои што се битни, ова би сакала сите да ми го прокоментирате за црните точки. Кога се подготвував за оваа дебата, најмногу од луѓето го контактирав, ми рекоа праше за црните точки низ Македонија. Во Македонија според информациите во моментот има 169 црни точки, што е за 30 пати повеќе од презентираните информации на надлежните. Се вели ова реална бројка и црна бројка, нели? Станува збор за потврдени информации отпечатени во 2005 година, публикација опасните места пред очи, во која дури се фотографирани и наброени црните точки, а која што се уште не е признаена како официјална, нели? Но овие црни точки се вели дека во последните неколку години се случиле над 600 сообраќајни незгоди, во кои настрадале дури 62 лица, и дека се пренесува од уста на уста од воzač на возач кои се црните точки, па се споменува директорска кривина, 16-тиот километар, пилав тепе, зајас, тајмиште, ботуни и многу вакви, и дека се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација возачи, за да, нели, ете се знае, тука се внимава, па се спасуваат животи. Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, официјално во Македонија постојат 53 црни точки. Тоа е официјалната бројка која што е принудов кај вас на сајтот, мислам доколку не грешам. 63 има на регионалните патишта, 2 на локалните и 51 црна точка на улиците во населени места. Некои податоци покажуваат дека најчестите жртви на патиштата се возачите, а во населените места пак нели пешаците според сите бројки. Споменавме дека една од сегментите кои што треба се внимава се патиштата, меѓутоа за тоа треба многу пари, треба многу поголеми институции од невладините, како што кажавте, и можеме ли да се справиме? Толку ли е тешко да се справиме со неколку црни точки, 50 на 50 многу? И една црна точка е многу, ама да видиме кога зборуваме за црни точки што зборуваме. Значи вие спомнате една не е студија, тоа е еден преглед изработен во 2005 година во која што неколку поранешни вработени во МВР учествувајќи на разни увиди направиле да речеме сликовница на места каде што се случувале сообраќајни несреќи со жртви. Самиот поим црна точка не е многу дефиниран. Постојат 20 дефиниции, во секоја држава е различна дефиницијата. Што е црна точка? Црна точка би можела да биде место на кое што се случиле повеќе сообраќајни несреќи од некое друго место. Во некои држави тоа се мери на 5 години. Ако за 5 години на тоа место се случија сообраќајна несреќа, е црна точка. Во некоја друга држава 3 години. Сегменти така. Значи ние секогаш мислиме дека црни точки постојат, се гаснат и се отвараат нови. Значи тие што некогаш биле црни точки веќе се санирани. Овие што ги спомнавте, тука веќе не постојат. Постоеле во 2002, во 2003 и така натаму. Се работат патишта, но се отвориле некои нови кои што никој не ги регистрирал. Во тој дел многу е поправилно да се зборува за овој дел за менаџирање на патната инфраструктура и одбележување или долгорочна студија на која што ќе видиме дали воопшто можеме во текот на појавувањето на црна точка да елиминираме. Значи самата статистика има, нема и така натаму. Тие се викаат опасни места,
во сообраќајот и те најчесто тие што управуваат со патната инфраструктура ги одбележуваат, стават соодветни знаци, ја подобруваат кривина и така натаму. Значи, мислам дека таа фама под наводници со црните точки треба да ја избегнеме со тоа што оние што управуваат со патиштата, со одржувањето, со подобрување и така натаму, тековно ќе ги забележуваат новите места и тековно ќе ги отстрануваат новите места. Кога зборувавте за многу или малку пари, една хрватска студија покажа дека на неколку такви места со минимални средства, само со разместување сообраќајните знаци, со поголемо внимание и така натаму, бројот на жртви на таквите места се смали за 92%. Тоа значи не е секогаш до парите. Некогаш треба да се направи соодветен тим на експерти од градежниот факултет, од сообраќајниот факултет, да учествуваат и многу други што се занимаваат со преоценка на безбедност сообраќајот на патиштата, и тоа прашање мора да се стави во колосек заедно со сите други прашања. Значи, не само полицијата, не само уредување на црните точки, но и возачите и нивното однесување, возилата, нивната старост, технички исправност и така натаму, и ова последното за, не дај Боже, близината на медицинскиот центар и обученоста на кадарот за справување со последици од сообраќајни несреќи. Дали Републичкиот совет за безбедност е задоволен според сето она што вие достига се го правеле од тоа како ни изгледаат патиштата низ Македонија? Каде најмногу манкаме, каде сме добри? Вака, значи, најпрво би сакал да се надоврзам на тоа што елаборираше професорот Миле Димитровски. Секој дека, значи, целосно се сложувам, тоа е, значи, доста добро го елаборираше проблемот со црните точки. Би сакал да истакнам една работа. Значи, состојбите околу патиштата во Република Македонија континуирано се менуваат. Според некои информации кои што ги добиваме ние од владата на Република Македонија, во тек се инфраструктурни проекти чија што вредност надминува над 800 милиони евра. И од тој аспект можеме да истакнеме дека ваквата класификација на црните точки, нивното детерминирање, всушност се менува на дневна основа. Значи, во фаза на изградба се нови автопати, се реконструират локални, регионални патишта, се вложува во сообраќајната инфраструктура внатре во градовите, се градат велосипедски патеки и така натаму. Не можеме да се пофалиме дека сообраќајната инфраструктура ни е на највисоко ниво. Меѓутоа, евидентен е процесот дека се инвестира, евидентен е процесот дека се вложува, тоа бара време. Она што исто така важно да истакнам, дека минатата година се вршеше снимање на коридорот 10 по ИРАП методологија. Тоа е методологија, единствена методологија на Европска унија, во која што всушност крајен продукт треба да биде мапирање на патиштата во Европа според единствени стандарди. Резултатите од ова снимање се уште не се комплетирани и пак ќе спомнам дека и покрај тоа што тоа снимање е направено веќе минатата година и тие резултати ќе бидат делумно ирелевантни затоа што состојбите се менуваат. Така што единствено можеме да кажеме дека сепак ваквото снимање по единствена методологија од страна на Европската унија е поприфатливо да видиме каде сме со патиштата и каде треба да вложуваме. Она што е суштински важно да се истакне, неопходно е да се унапреди процесот на управување со патната инфраструктура, што го нотираше професорот Димитровски. Така. Отворивме на тема во поглед на опасните места или така вие наречени црни точки. Видете, од научен аспект, значи кај нас се уште немаме дефинирано методологија за утврдување на тоа што е опасно место, односно што е тоа црна точка. Значи немаме методологија на отворен пат, методологија на сообраќајници во населени места, односно во градски сообраќајници. Имаме различни пристапи, приоди, кога зборуваме од научен аспект, ние користиме повеќе некои методи кои што се воспоставени на европско ниво, но сметајте дека за да се прогласи за одредена делница или дел од патната мрежа како опасно место, мора да имаме наша методологија која што ги зема во предвид нашите карактеристики на нашето поднебје и врз основа на тоа да дефинираме. Кај нас се уште за некој отворен пат се сметат за црни точки делница од 300 метри на која што се случиле повеќе од 5 сообраќајни незгоди. Не се прави квалитативна класификација во смисла дали 5 сообраќајни незгоди со жртва или да речеме не знам 20 или 30 со
повредени лица. Имаме одредени научни истражувања, беше обсервиран булевар Партизански од еден наш кандидат кој изработуваше магистерски труд. Тој детерминираше според користеше одредена софтверска алатка од не би спомнувал сега за кој софтвер, значи да не преюдицирам, утврди одредени критични локации по овој булевар, значи. Најчесто кога зборуваме во градски средини, тоа се одредени крстосници, одредени приклучоци, одредени приклучувања, одредени места каде што имаме интеракција помеѓу различни видови на сообраќај, пример пешачки со моторен и така натаму. И ние мора прво да зборуваме за дефинирање, односно класификација на тие опасни места, мора да воспоставиме методологија. Но јас повторно ќе се вратам на ова што го спомна секретарот, а тоа е оценката, односно мапирањето на патната мрежа во Република Македонија со примена на Юрорап методологијата, која што кај нас се спроведуваше минатата година. Чинам од 2017 ние ќе бидеме во обврска како држава да спроведуваме мапирање, значи со сопствени средства, со сопствени извори, тоа беше и од некои надворешни извори, чинам од Светска банка, така ако не се лажам. Ќе треба да спроведуваме одредено мапирање на патиштата. Она што таа студија го покажува во делот, значи сега точно немаме некои резултати конечни, одредени патни делници се покажаа како значи црни делници, значи цела патна делница се испоставува дека не ги задоволува значи критериумите за таков ранг на јавен пат. Но морам да споменам дека она што сега во моментов се работи во делот на осовременување, односно реконструкција на патната мрежа, значи на одредени патни делници, токму се одира на тие делници, како што е Куманово Крива Паланка, делот од Штип кон Кочани, делот од Росоман кон Плетвар и така натаму. Значи тоа се делници кои што беа евидентирани како црни делници, значи кои што не задоволуваат одредени критериуми, пак повторно ќе се повика нова Юрорап методологија. Исто така имавме проблеми во патниот правец Кичево Охрид, тука веќе имаме и автопатска делница, така да мислам дека ова вложување во патната инфраструктура ќе даде одредени придобивки во делот на безбедноста на сообраќајот, но повторно тоа треба да помине одредено време да видиме како ќе се одреси. Сакав да додаде само Значи, ако анализираме бројот на жртвите во урбана средина, на отворен пат и така натаму, може би многу покорисно и во наредниот период беше и препорачено во стратегијата да ги нотираме опасните места во градските средини. Ако е почеток на оваа магистерска работа булеварот Партизански одреди, тоаш за секој град овде пишуваше, значи градот Битола локално да си направи опасни места на раскрсниците во градот Битола. Потоа Скопје, опасни места и така натаму. Значи во тој дел, анализирајќи бројот на жртви, повредени и така натаму, забележуваме дека сега опасни места стануваат урбаните средини. Целите урбани средини само треба да ги поделиме кои места се попасни и во кој период на денот се опасни. Да речеме, улица Минта Трети е најопасна ноќе. Така. Бидејќи тука се нели кафулиња, па и така натаму. И тоа треба да биде нотирано негде дека опасно место во Скопје од 22 часот до 2 некое друго место, опасно место, партизански одреди во периодот од 7:30 сабајле до 9:30 сабајле на раскрсниците А, Б и В се сметаат за опасни места. Тоа би придонело многу за подигање на однесувањето на возачите на кога ќе наидуваат на опасните места во градовите и во сите големи градови. Дел од тоа се направи во Скопје со центарот, такви центри се направат во Битола, во Велес и во другите градови, би било многу покорисно и би придонело не само бројот на жртвите, ние сега ги броиме само бројот на жртвите, бројот на повредените, 1 спрема 5, 8 и така натаму, значи последиците не се само овие 140 жртви, туку тоа истото помножено со 10 или помножено со 100 бројот на тешко повредени и бројот на лесно повредени. Би сакал да истакнам дека и самиот концепт на црни точки и во науката веќе постепено се отстапува и се преминуваат нови концепти на бели патишта, кои што всушност алудираат на делот од делницата каде што не се случила сообраќајна незгода, се утврдуваат карактеристики, значи еден обратен пристап. Наместо
да се скенираат црните точки и се скенираат делници од патот каде што не се во извесен период, на пример во период од 5 години, не е загинало ниту едно лице и се утврдуваат карактеристиките на таа Дека тој патна е безбеден делница. дел пат. И врз основа на тоа оваа делница да се пресликува и да се прилагодува на спецификите на теренот. Сметам дека се развиваат нови научни концепти, нови методологии на мерење на патишта, се инвестира и очекуваме тоа да даде резултат. Најважни се парите, најважно инвестирање. Ние имаме примени во Европа каде што информации на вашиот имаме iPhone. По кој пат да возам за стаса? Каде има најмалку полиција и каде најмалку ќе ме казнат? Сепак тие информации треба да бидат јавно достапни. Не е полицијата само закана заради казната. Таа и со самото свое присуство Превентивно придонесува превентивно за поумерено однесување, значи го смалува агресивното однесување во сообраќајот. Значи незината улога да не ја гледаме само како закана, туку како добивка во сообраќајот, незиното присуство, управувањето со сообраќајот и поставување на определени места може силно да придонесе само со присуството, без овие мерките на казна, може да го смири сообраќајот и да го намали агресивното однесување на возачите. Не е се така црно, иако јас кажав дека нас ние можеби на македонците културата сообраќај на малку пониска, меѓутоа не е се така црно, ќе морам сега да се поправам. Во последно време социјалните мрежи допринесуваат да се отвараат групи на кои што јавно се осудуваат лицата, се фотографираат, се осудуваат лицата кои што ги прекршуваат правилата, има одоздола коментари, ваковси, таковси, непристоен, некултурен, од кој се осудуваш така надека, така. И тогаш тоа и малку влијае нели превентивно, односно не секој би сакал да се најде со своето возило фотографиран на тие социјални мрежи. Колку ви помага јавноста во ова што го работите? Каков е одзивот на јавноста? Вие имате и трибини, одите и по училишта, но и по градовите, имате и со обични луѓе, со возачите, средби и така натака. Приемчиви ли се за промени? Да, вака јас би сакал да се надоврзам најпрво на вашата констатација дека не е се така црно. Морам да истакнам еден факт. Значи, индикаторите за безбедност на сообраќајот на патиштата, утврдени врз основа на бројот на загинати на 100.000 жители, покажуваат дека Република Македонија во земјите од регионот покажува подобри резултати од останатите земји во регионот. Единствено Словенија покажува помал број на загинати лица на 100.000 жители. Грција, Бугарија, Србија се нешто. Значи имат поголем број на загинати лица на 100.000 жители во однос на Република Македонија, меѓутоа тоа е изразено во мали разбори, додека Босна и Албанија тоа е уште повисоко изразено. Значи во тој дел сакам да истакнам дека не е се така црно. Исто така важно е да истакнам еден друг факт дека ако направиме една анализа на статистиката од 2013 година наваму имаме пад на бројот на загинати во сообраќајни незгоди на годишно ниво. Дај Боже уште да паѓа. Така, секако. Сега би сакал да се надоврзам на другото прашање за тоа како граѓаните ги прифаќаат кампањите, како учествуваат на трибините. Можеме да кажеме дека сме исклучително задоволни како граѓаните ги прифаќаат трибините, учествуваат на овие едукативни предавања, активно се вклучуваат, даваат предлози и идеи и секако поддршката од јавноста ни е многу важна. Голем дел од граѓаните тоа што всушност тоа што ние го укажуваме и го пременуваат. Меѓутоа непобитен е еден друг факт, а тоа е на погрешна перцепција кај нашите граѓани дека секогаш сообраќајните незгоди им се случуваат на други, дека тие не страдаат во Значи покрај тоа што секојдневно гледаме жртви на улиците, страдаат лица, се губат млади животи, се испишуваат човечки судбини, семејни трагедии, меѓутоа генерално превладува на перцепција дека во ред е се тоа што збориме, точно е, убаво е вака да се почитуваат правилата, да се биде културен учесник во сообраќајот, одговорен. Меѓутоа понекогаш нели онаа перцепција лажна преовладува и генерално мислам дека тоа е најголемиот проблем. Сега дека не сватиме сите дека сообраќајните несреќи може да му се случат секому, секогаш во било кое време, дека не демнат сите, оваа перцепција е голема закана. Ќе мора да направиме овде уште една реза реклами, а потоа ќе се вратиме, ќе мораме уште по една реченица завршни зборови. Реклами, па се враќаме во студиото, имаме интересно прашање за вас. Назад сме во студиото, на самиот крај сме. Господин Манчев, имаме едно интересно прашање. Подготвувајќи се за емисијата на вашиот сајт, најдов едно ваше истражување кое многу ме бенди за насловот, велите жените неоправдано се квалификувани како лоши возачи. Да, по повод 8 март, денот на жената, Републичкиот совет организираше една едукативна трибина и по тој повод направивме едно истражување.
Истражувањата покажуваат дека жените помалку ги прекршуваат сообраќајните правила и прописи однос на мажите. Посовесни возачи се. Да. Исто така истражувањата покажуваат дека жените помалку управуваат моторно возило под дејство на алкохол, помалку ја пречкоруваат дозволената брзина на движење и така натаму. Дури она што беше некој изненадување покажа дека речиси во однос на користењето на мобилниот телефон, жените се тука некаде околу мажите, иако нашите перцепции беше дека жените навистина многу повеќе користат мобилни телефони од мажите. Генерално изедначено е нивото и пак малце преднечат жените. Исто така, она што беше карактеристично за жените и за нивното учество во сообраќајот е возењето под одвлечено внимание, значи што значи козметичко средување и така натаму за време на управувањето на моторно возило. Генерално самата поделба на учесниците во сообраќајот на мажи и жени не е, нели, соодветна и научно карактеризирана, меѓутоа беше една вака интересно истражување со цел да Срушивте митот ме бендес. Тоа е, значи, самата перцепција дека жените се лоши возачи по дефолт секако е неприфатлива. Така. На самиот крај сме на оваа емисија, сакам да ја завршиме како што и самите рековте оптимистички. Многу е добро, јас ја читав националната стратегија, овде има премногу труд вложено, премногу работи треба да се направат, премногу луѓе и институции се инволвирани. Самата влада дава поддршка, веќе има обезбедено и средства за се што е планирано и се дава некоја надежда дека сето ова и ќе се случи. Ајде оптимистички да завршиме емисијата. Значи, во некој времења кога сака да ве прашаат во која држава живеете, ве прашуваат колку е GDP, сега можда модерното прашање ќе биде колку жртви имате на 100.000 жители и во зависност од бројката што ќе ја кажете, веднаш ќе знаете во која држава влегувате. Значи, тоа стана еден сериозен параметар кој што го покажува нивото на културата, однесувањето, инфраструктурата и така натаму. Значи, не ви требаат многу параметри, прашајте во таа држава која што одите колку имате жртви, секи ви биде јасно. Границата на добрите држави е негде 3-4 жртви на 100.000. Ние се приближуваме, целта е да биде негде околу 5, 4,9 во 2000 година и тоа е извонредно добро. Но за да се постигне тоа, еве во националната стратегија покрај оперативните прашања кои што се овде дадени програми и така натаму, има неколку важни елементи кои што посочуваат кој се тука треба да биде одговорен. Првото е безбедноста на патиштата е право и одговорност на секој учесник на сообраќајот. И право и одговорност. Не сме некој друг правото ваше на безбеден сообраќај да ви го загрозува. Чувај се себе си и останатите учесници во сообраќајот. Повторно, поука дека не си сам. Сообраќајот не е игра. Учествувај одговорно. Повторно упатуваме ние на секој учесник и пешакот и учесник. Штом ќе го ја И тој треба да внимава. пуштите кваката и ќе излезете на тротоарот, вие сте учесник. Почитувај ги правилата, почитувај го животот. Зад правилата се кријат нашите животи во сообраќајот и последното, вози безбедно, вози со врзан појас е исто така. Овие поуки се однесуваат на секој граѓанин, не само на возачите, од децата па до најстарите и мислиме дека филозофијата на стратегијата е ова, а техниката и тактиката се понатаму дадени овде и секој може со своето однесување да придонесе во безбедност на сообраќајот и ние се надеваме дека дури оваа бројка која што ја споменуваме 4,9, ние ќе бидеме задоволни кога нема да има ни една жртва во сообраќајот. Многу ви благодарам за вечерашното гостување во отвореното студио на телевизија Нова. Ние сме секогаш отворени, се надевам дека ќе правиме многу вакви емисии каде што ќе имаме да се фалиме кои се дел сме го исполнили од националната стратегија кој што допринел да имаме помоц. Што ви благодарам за гостувањето. Вам, драги гледачи, ви благодарам што еве овие часи и половина повторно бевте во отвореното студио на телевизија Нова. Се надевам дека темата беше едукативна, интересна и дека можеби некој ќе стави прст на чело, а барем еден да стави прст на чело и да се спаси еден човечки живот. Тогаш сме ја постигнале целта на правиот пат сме. Останете со телевизија Нова, следуваат вести.